Ова издание на Newsflash ке гледате. По Чешка и Бугарија со обвинување до Русија. Најавата на Бугарија следеше потврдењата на чешките власти минатата недела дека руски шпиони стојат зад експлозијата во чешкото складиште за оружје во 2014 година. Нелегалното преминување на границата со САД не само што носи проблеми со законот, туку и со опасни банди кои бараат пари, а доколку не платите, последиците може да бидат и фатални. Како е да се живее во мал град крај границата со Мексико? Кај едни незадоволство, кај другите можност за добар бизнис. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Јованчо Наумовски, а ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Чешка ги повика своите сојузници од Европа и НАТО да превземат заеднички одмазнички активности против Русија. Постојат обвинувања дека руски шпиони стојат зад експлозијата во чешкото складиште за оружје во 2014 година. Хенри Риджвел известува од Лондон. 18 руски дипломати протерани од Чешка во понеделникот пристигнаа во Москва, идентификувани од чешките истражители како воени агенти. Русија пак реципрочно протера 20 чешки дипломати. Успеавме да ги разбиеме двете големи руски шпионски оперативни кели, а за руската страна ќе биде многу тешко да ги врати. Истражителите ја обвинуваат Русија за експлозијата во чешкото складиште за оружје во 2014 година, во која загинаа двајца работници. Двајца мажи кои патувале со лажни документи побарале посета на местото за време на експлозијата. Тие се идентификувани како истите осомничени за труење со нервен гас во 2018 година во Велика Британија на поранешниот руски двоен агент Сергеј Скрипал, кој едва и преживеа. Истражната веб страница Белингат ги идентификуваше како Анатолий Чепига и Александар Мишкин, двајцата офицери во руското воено разузнавање ГРУ. За нивната единица 29155 се верува дека работи на саботажа и субверзија. They seem to be extremely active in a number of parts of Europe. Се чини дека тие се исклучително активни во поголемиот дел на Европа. Освен нив ги видовме и атентатот врз чеченско-грузискиот Зелингман Конгошвили во екзил во Берлин, за кој на еден русин му се суди во Германија, во тек е судењето за МХ-17 во Хаг и други атентати на руски државјани во Европската унија. Европската унија изрази поддршка за протерувањето на руските дипломати од Чешка. These diplomats have been identified by the Czech intelligentsia. Овие дипломати беа идентификувани од страна на чешкото разузнавање како агенти на руската воена служба и Европската унија обединета и солидарна со Чешката република. Кремљ ги нарече чешките обвинувања неосновани и го обвини Западот за масовна антируска психоза. Тензиите особено се продлабочија последните неколку недели со руското распоредување на илјадници војници и воена опрема на украинската граница. Русија го затвори и главниот опозицијски лидер Алексеј Навални, за кого лекарите велат дека е во критична состојба. Ова е аналитичарот Јан Бонд. Putin hasn't had a particularly good 12 months. Последниве 12 месеци не беа добри за Путин. Русија ја има една од највисоките стапки на смртност од ковид во светот. Економијата е во стагнација и ММФ прогнозира дека ќе остане некое време. Протестите по апсењето на Навални во јануари беа најголемите што ги видела Русија последното време. Во април и САД воведоа нови санкции спрема Русија поради наводните кибернетски напади и други малигни дела. За многу емигранти нелегалното преминување на границата со САД ги принудува да платат многу пари, но и да го стават својот живот во рацете на опасни луѓе. За да дојдам овде, морав да го заложам својот имот. Ми наплатија 20.000 американски долари. 39-годишниот Роналд Галиција од Гватемала ја раскажа својата приказна од Каза Алитас за солниште за мигранти во Тусон, Аризона. Не им верував на луѓето што не презеда. Ме ставија во багажникот, каде што не можев да дишам, ама фала му на Бога излезе добро. Многумина што биле во багажник умреле. Пограничната патрула на САД вели дека шверцот со луѓе е бизнис вреден повеќе милиарди долари. Постојат многу опасности поврзани со нелегалното преминување. Изминативе години видовме дека шверцерите ги искористуваат луѓето, ги крадат и ги напуштаат. За жал тие силуваат млади девојки, а има и пострашни работи. Тие бараат одредена сума пари и ако не ја добијат во рокот, ќе ве убијат. Ќе ве убијат полека, ќе ви исечат раката, ќе ви го исечат јазикот, ќе ви го отсечат увото. Тоа е нивниот закон.
Дистриктот на американскиот конгресмен Хенри Кувер се протега од Сан Антонио до пограничниот град Мекален во Јужен Тексас. ¿Dónde mandamos a esas personas? Ние знаеме дека овие криминални групи заработуваат од дрога и трговија со луѓе. Американската царина и гранична патрола известува дека во текот на 2021 уапсиле повеќе од 5000 лица кои се обидувале илегално да ја преминат границата или со претходни криминални досиеа или барани од властите. Фокусот е на луѓето кои имаат финансиски и физичка корист од идните мигранти. Председателот Џо Бајден вели дека неговата администрација му испратила на Конгресот сеопфатна стратегија за имиграцијата, но на краток рок се обидува да ги обесхрабрува луѓето да се обидуваат нелегално да ја преминат границата со САД. Во малиот град Дона, во близина на границата меѓу Тексас и Мексико, се обработуваат податоците на имигранти, деца и нивните семејства. Но како на сето тоа гледаат тамошните жители? Джошуа Рохас пореснал во Дона и се сеќава кога во неговото соседство имало само фарми. Живееме во приколка од 7 метри токму овде и бевме многу сиромашни. Се сеќавам дека немавме струја, ни беше исклучена. Таткото на Рохас, имигрант од Мексико, со тек на време изградил куќа. Рохас е меѓу првите во неговото семејство кој завршил коледж. Сега има добра работа и поседува неколку имоти кои ги изнајмува. Тој вели дека овој центар за процесирање на мигранти кој се наоѓа на јужната страна од градот е добар за неговиот бизнис. Кога агентите за гранична контрола доаѓаат овде, кога произведувачите доаѓаат овде, јас имам корист. Моите имоти на Airbnb се пополнети. Никогаш не било така. Овој центар беше отворен во февруари, бидејќи главниот центар во соседен град се реновира. Од тогаш Дона е во фокусот на интересот, зашто САД се соочуваат со наплив на мигранти во најголем дел од Централна Америка. Меѓу нив има и деца без придружба кои се обидуваат да ја минат границата. Пекарата на Даниел Роча не работи добро поради центарот кој е во близина. Тој не го сака вниманието што го добива овој вообичаено тиво град. Мислам дека луѓето негативно гледаат на нашиот мал град зашто не се справуваме добро со она што се случува на границата и како ги третираме децата. Не го обвинувам овој или претходниот претседател. Нашиот имиграцијски систем не е соодветен. Вината е кај Конгресот. Конгресот долго не се справува со границата. Со години републиканците и демократите во Конгресот не може да се согласат за имиграцијската реформа. Оние кои живеат во Дона велат дека политичарите во Вашингтон не знаат како е овде, особено во време на пандемија. Сите кои немаат диплома од коледж или владина работа се мачат. Имам пријател кој има градинарска фарма, коси требници и слично. Нелегалните мигранти доаѓаат и го прават тоа за поевтино. Нери Куриел познава многу имигранти без документи во незиното соседство. Таа вели дека за нив животот во САД не е лесен. Се соочуваат со тешкоти затоа што немаат стабилна работа, а работодавците некогаш ги злоупотребуваат поради нивниот имиграцијски статус, не им даваат плата. Тие се напаѓани и поради многу причини. Куриел вели дека администрацијата на Бајден испреќа мешани пораки до имигрантите. Луѓето гледаат дека оваа администрација им велеше дека се добре дојдени, а сега им вели да останат во нивните матични држави. Мислам дека треба да се даде приоритет на оние кои веќе се овде, а потоа и за оние кои сакаат да дојдат. Даниел Роча пак вели дека луѓето кои минуваат границата нелегално не треба да бидат наградувани. Сваќам, им треба азил, но има вистински начин како да се добие. Јас ја донесов жена ми од Мексико. Ми требаше време. Многу направив тоа. Додека жителите на Дона се соочуваат со различни гледишта за имиграцијата, не можат да направат ништо, освен да гледаат што се случува во нивните соседства. Тоа беше се за денес. За повеќе информации следете не на социјалните мрежи. Пријатно.